На овие избори се случија две работи. Првата работа е еден страшен терор, уцени, закани, заплашувања и многу подкуп на гласачите. Се разбира од страна на актуелната власт во досега невидени размери. Се од ова се случува и во минатото на некои поранешни избори. Но во вакви размери, јас не се сеќавам дека имало во Република Македонија. Практично имавме убиен човек во изборите. Кандидат. Имавме кандидат за градоначалник и актуелен градоначалник со скршен череп. Искршени изборни штабови. Што ли не? Кога се случува сето ова, можете да замислите што се си помислува еден обичен човек. Изборите не долекуваа како да се во Африка, а камоли во Европа. Втората работа, што се случи, е всушност што ВМРО ДПМН беше казнето. Беше казнето и беше испратена порака до мене и до раководството на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН имаше своји традиционални политики и дел од членството или дел од поддржувачите оценија дека ВМРО ДПМН изврши отстапување од собствениот идентитет, кој што го градевме речиси 15 години. Идентитет кој што се заснова најмногу на заштита на националните и државните интереси и се разбира на градење на проекти за подобар живот на граѓаните. Отстапувањето некој го почувствуваа во првиот дел и затоа многу од нив не излегува да гласаат за да го казнат ВМРО ДПМН и да испратат порака и до мене и до раководството на партијата дека не се задоволни од тоа што така го примиле. На овие избори имаше еден видлив подкуп. Имаше масовен подкуп поддржан од полицијата, од државната полиција. Имавме ситуација во огромен број општини, во најголемиот број општини, каде што активисти на СДСМ одеа од куќа на куќа, а нив ги следеше полициско возило, кое што се паркираше пред куќата, додека тие влегуваа во куќата и го вршеа подкупот.